Овој пат гостувавме кај една фирма, добро позната на вам по својата оригинална работа. Бизнис... Па да погледнеме. Сакате да дознаете каде има највкусни хамбургери, најубава облека или пак кои се најдобри салони за автомобили? Тогаш барајте на интернет бизнис каталог и ќе го пронајдете она што го барате. Кој прави најубави веб страници? Кој најдобро ги рекламира своите клиенти? Бизнис каталог. Сега ќе разговараме со Бобан и Дејан Милосавлевски. Следејќи ја вашата страница на интернет, можев да забележам дека секојдневно објавувате реклами од различни дејности. Па најпрви, може ли да ни објасните што всушност е бизнис каталог и со што конкретно се занимава? Бизнис каталог е производ мој и на мојот брат, значи ние заеднички си го основавме како идеја. Кон крајот на моето студирање си размислував, конкретно ми се случи една ситуација, не можев да најдам број од пица достава. Не можев да си нарачам пица. И се одам сега, зошто нема едно место каде што ќе можам да се информирам за телефонски броеви, за адреси, што е ново, кај има попуст, за нашиот град конкретно. И разговарав најпрви со брат. Со брат ми со дека зборуваме и викаме дај да отвориме нешто каде што една страница каде што ќе има за нашиот град да се информираме. Најпрви направивме на сондажа, значи прашавме дали се луѓето заинтересирани за еден таков производ. Поминавме по компаниите, дали се тие подготвени на таков чекор и наидовме на одлична соработка и поддршка, значи голема поддршка. На луѓето им требаше такво нешто, ја поздравија идејата и во првата недела најдовме 40 клиенти кои ќе се рекламираат кај нас. Во почетокот беше само статичен маркетинг, значи опис на компанијата, кои производи ги има, галерија со фотографии, локација, мапа и такви работи. Но со текот на времето потребите растеа. Значи клиентите имаа потреба од поголем маркетинг во поголем обем. И почнавме неделно фотографирање, значи константно обновување на производите, попусти каде има промоции, правевме флаери и такви работи, значи еден континуиран маркетинг што им помага на клиентите да ги презентираат своите производи и услуги. Значи не е она статичен само, затоа што пазарот е жива материја. Поготово пазарот трпи многу промени на цени. Цените паѓаат, цените растат, се појавуваат нови производи. И потребно е еден концепт кој ќе ги опфати сите тие работи, ќе ги информира граѓаните. Значи многу е добро да најдете нешто на попуст, значи каде по поевтина цена и такви работи. И затоа интернет маркетингот е многу успешен во таа сфера, затоа што први не сте ограничени од бројот на пати колку клиентите ќе ве видат. Секој може да влезе на Facebook, сите сме сега моментално на Facebook, сите сме на Instagram, сите сме на Twitter и константно се информираме за некои нови работи, кој каде бил на одмор, кој што јадел, но исто така може да се информираме и за кои се нови производи. Каде може да се запишете да спортувате, значи каде има тренинг по карате, не знам, или каде има облека на попуст и такви работи. И затоа концептот е доста успешен за сега и на одлична соработка најдуваме со луѓето. Од досегашната работа, во што имате вложено најмногу труд за да ги задоволите потребите на клиентите врз основа на нивните барања? Види ова, значи секоја планина си има своја тежина, така и секој дел од нашата професија, значи од нашите услуги е подеднакво тежок. Например, правењето на веб страница бара исклучителна сериозност, значи посветеност. Фотографијата исто така. Видеоматеријалот бара временски период, значи сето тоа знаеш, ти си актерка, треба да се сними, треба да се монтира, треба да се прегледа по неколку пати, така да не можам да одвојам нешто што е најтешко, што имам вложено најмногу труд. Мислам дека глобално највеќе труд имаме вложено во развивањето на идејата. Сега отворивме и нова работилница, значи Creative Works, затоа што бизнис каталог си функционира како медиум за промовирање на сите овие работи, а Creative Works е работилницата која ги изработува сите тие реклами. Најчесто има медиуми кои за електронски медиуми зборуваме на интернет, има медиуми кои што само ја споделуваат информацијата. Нема медиуми што ги изработуваат сите тие материјали, значи сите тие промо спотови, сите тие видеа и такви работи. Ние затоа, поради потребата што се јави такво нешто, заедно со Ѓорџ Богдановски, значи тој е третиот член од нашиот тим, тој е исто така основач на таа креативна работилница, ја направивме специјално за да им олесниме на клиентите. На едно место тие да го најдат, кога зборувам за клиентите, зборувам за фирмите кои се рекламираат кај нас.
Значи на едно место да ги најдат се што им е потребно. Да не шета натаму наваму, туку на едно место да ги обслужиме и да си имаме одлична соработа. Значи тоа е тоа што моментално највеќе труд вложуваме. Работиме за домашен пазар, најпрво работевме за Тетовскиот регион, потоа се проширивме Гостивар, Скопје, Куманово, Гевгелија, имаме во Кочани исто така работиме со фирми од Кочани, така да значи оваа идеја ја шириме и понатаму. Цел ни е да ја расшириме на национално ниво. Работиме некои проекти со дизајн поврзани со веб страни и за странство, но тоа е посебно, значи не е поврзано со бизнис каталог. Тоа е поврзано со креативната работилница, Creative Works. Ќе имаш шанса да разговараш со другите дечки, ќе ти објаснат тие подетално, тие се задолжени за креативниот и техничкиот дел што е тоа што се пред да се изработи еден продукт. Ова чисто информативно за сите оние кои што сакаат да развијат сопствен бизнис. Што е се потребно за да успее една фирма во нашата земја? Најпрво да се заблагодарам за поканата во вашата емисија. Супер ви емисијата, продолжете така. А сега од моја гледна точка да ви кажам јас што треба за успешен бизнис. За да се отвори еден бизнис во Македонија, ќе искокнеме ние правни процедури што се, ние најпрво треба да имаме една идеја. Таа идеја подоцна ние ја развиваме со бизнис модел и бизнис план. Значи тие две работи се многу важни за нашиот бизнис да биде успешен. Доколку идејата е правилно разработена, со добар бизнис модел и добар бизнис план, нашиот бизнис ќе стане успешен дури и пред предвидениот рок за успешен бизнис, кој е 5 години. Сега што е тоа бизнис модел, а што е бизнис план? Бизнис модел и бизнис план се некои работи кои го разглобуваат оној цел процес на иновацијата, односно, кога ние измислуваме нов продукт, нов производ, ние со тој бизнис модел и бизнис план бараме на која таргет група ќе се однесува, на која таргет група ќе се продава и го користи, како ќе се произведува, на кој начин, дали ќе бидат потребни материјали за производство и слично, кои во нашиот случај не треба, бидејќи ние не сме производна компанија. Така, сето тоа заедно води кон отварање на еден добар и успешен бизнис. Значи, се што е потребно е добра идеја, добар бизнис модел и добар бизнис план. Но меѓутоа, да не забораваме, успешна работа, добар тим. Сето тоа вклучува еден проект кој понатаму ќе стане препознатлив за сите. Да ги информираме гледачите на кој начин можат да воспостават соработка со вас и кои се вашите планови за воиднина. Сите кои сакаат да воспостават соработка со нас. Ние, бидејќи сме маркетинг агенција која е доста проширена на интернет со различните наши продукти како бизнис каталог и креативната работилница Creative Works, тие може да не најдат на следните начини. За бизнис каталог може да не побараат на нашата веб страна businesscatalog.mk, на некои од телефонските броеви кои се поставени таму, имаме и систем кој работи со преку имејл адреси и слично. Нашата канцеларија се наоѓа исто тука во овој град, представништвото, додека пак за Creative Works, креативната работилница, луѓето, бидејќи соработуваме со луѓе од странство, тие исто така може да најдат на нашиот друг вебсайт, кој е creativeworks.design. Таму имаме некои системи преку мејл и слично. Значи ние сме достапни до граѓаните и до сите клиенти, понатамошни клиенти кои сакаат да не користат и преку имејл адреси, и преку телефонски броеви, преку вебсајтови со наши портфолија, со досегашни изработки и тука во представништвото во Тетово. Нашите планови за воиднина. Тоа е едно многу интересно прашање кое би требало да го поставиме на сите оние кои почнуваат нов бизнис и ќе зборувам конкретно за нашите планови. Че ние имаме една визија, ќе зборувам конкретно за бизнис каталог да го прошириме на државно ниво. На државно ниво значи ние да бидеме расширени во секој град во Република Македонија, со што е можно поголем број на бизнис субјекти и што е можно повеќе корисници кои ќе ги гледаат оние реклами од бизнис субјектите. Така, кога ние ќе го достигнеме државното ниво, нема да застанеме тука, бидејќи да ставите граница на еден сон, кога ќе достигнете, тоа е нешто што не треба да го практикувате доколку сте предприемач. Ние ќе се прошириме и на национално ниво, односно на интернационално ниво. Нешто што моментално со креативната работилница веќе го достигнавме. Меѓутоа и таму не е се и не е крајот. Ние ќе продолжиме понатаму со успешна работа и ќе целиме кон тоа нашето име да биде препознатливо за сите. Какво е вашето искуство во оваа работа? Нашето искуство во оваа работа е преку 11 години за графички дизајн, за веб дизајн некаде околу 7 години. Ние професионално се бавиме со брендирање и дизајнирање на веб страни за нашите клиенти.
за наменети за мали и големи бизниси. Што до сега имате изработено? До сега имаме изработено многу рекламни кампањи за големи компании кои опфаќаат се од графички дизајн, значи комплетна изработка на веб страна, брендирање, лого, флаери, рекламни материјали, видеа, фотографии, значи целокупен рекламен материјал што е потребно на таа компанија. Како дојде до идејата за креативната работилница? Значи со моето долгогодишно искуство дојде до идеја да се повржеме со бизнис каталог, затоа што на тие клиенти од бизнис каталог им треба рекламно решение. Ние го изработуваме тоа рекламно решение. Било да се билборди, флаери, логоа, брендирања, вебсајтови и тие работи. Значи они го рекламираат, ние го правиме. Така настана до таа идеја. Ви благодарам што издвоивте време и одговоривте на нашите прашања, па се гледаме во следна прилика.